со должна почитуван колега, рековте да формираме комисија и да одиме во ловиштето за да видиме во каква состојба е дивечот. Не знам дали некој пат сте биле во ловиште да видите каква состојба е дивечот. Ние сега да отидеме да ве ставам во центар на ловиште и да ве оставам, вие нема да видите дивеч ни еден. Нема теоретски шанси. Па заради тоа што таму постојат стручни лица, па тоа се чеки, па вие знаете за каква територија станува збор таму. Вие мислите сега ќе отидеме како во зоолошка и ќе видиме го нема волкот, каде е лавот, умрел ова конјов овде, ај сега да видиме да ги надокнадите. Па ние овдека ви тврдам дека ни еден овде што сме присутни во салата поима немаме да преброиме дивеч колкава бројна состојба има дивеч во одредено ловиште. Ќе се изгубиме. Ако нема да не води некој во ловиштето, ништо. И на крај ако може едно кафе да не почасти, толку. Значи да не даваме паушални изјави дека нешто можеме да преземеме. Може да преземат стручни лица. Јас можам, еве го тука е министерот, да му кажам. Ако може да се појача тој инспекторат, да работиме на тоа да ги појача инспекторатот со стручни луѓе и ние тие стручни луѓе да имаме доверба и да ги сослушаме што сакаат да кажат. Тоа можеме вие да видиме врз основа на таков тип на податоци. Иначе ние дека можеме да формираме комисии кои што ќе вршат пребројување на ловишта и можеме да утврдиме дал некој согреши или не. Ниту јас, ниту колегата Битичи, тоа е само она што го читаме на папир. Некој кажал да се огрешил инспекторот, некој кажал не се огрешил. Ние сами тоа не можеме да го цениме. Ниту сме стручни, ниту имаме капацитет да вршиме пребројување, ниту знаеме како тоа да го направиме. Да не даваме паушални изјави, да го поддржиме вториот амандман, а не овој што е сега предложен. Благодарам.